Здраво, пријатели! Добродојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска сакам да позборувам на тема за висината, односно за начини, практично нема начини, но во секој случај има логика и тоа е докажано научно за дали може да се повлијае на висината. Не зборуваме за луѓе кои што веќе надминале 20 години, туку зборуваме за тинејџери и луѓе кои што се под, па би рекол и 18 години, и дали можеби вие како моментално ако сте тинејџер или моментално ако сте родители на деца кои што се уште не надминале 18 години, дали постои начин кој што би помогнал и би придонел да вашето дете израсне повисоко. Прва работа, тоа што сакам да го разјаснам е дека овде ја не кажувам лекови и стратегии за како да бидете повисоки, затоа што во најголем дел 70% речиси од тоа колку можеби ние ќе бидеме високи зависи од генетиката и од ништо друго, но во оние останати 30% е дефинитивно начинот на живот, односно во 90% како ние се храниме. Што тоа значи? Знаете дека, клучно нешто за нашата висина се коските. Односно, до која мера нашите коски, особено оние на екстремитетите, ќе се издолжат и ќе пораснат. И тоа ја диктира и севкупната висина на нашето тело. И ако зборуваме конкретно за коските, тогаш постојат три клучни работи кои што треба да се запазуваат. И тоа е да во нашата исхрана секојдневно не изостанува протеин, не изостанува калциум и не изостанува витамин Д, затоа што се тоа трите клучни градители и градежни материјали за нашите коски. И ако можеби сакате да повлијаете да вашето дете можеби има подобар раст, не зборуваме за 10-20 сантима, туку можеби зборуваме за пола до 2 сантима. Тогаш дефинитивно треба да подразмислите на оваа тема и дефинитивно треба да повнимавате и да повлијаете на навиките на вашето дете пред се давајќи ги со пример. И повторно не се работи само за висината, туку добрата исхрана има безброј бенефити за кои што се повеќе и повеќе се зборува и за кои што се повеќе и повеќе верувам сте свесни, но од друга страна пак ќе речам, генетиката е таа што ќе одреди во најголем дел, но барем вие направете го вашиот дел. Растот кај нас луѓето не доживува повеќе од 20 години, значи најверојатно просечно девојчињата на максимумот раст ќе го имаат некаде до 16-та година, за нас машките максимумот раст ќе го имаме некаде 18-та година, али како и да е генерално после 20-та година веќе не се случува дополнителен раст, затоа ако веќе сте ги надминале тие 20 години, тоа е тоа, нема што да посегнувате по оваа тема и да инволвирате можеби некои работи кои што јас тука ги зборувам, иако повторно немој да заборавите дека имате уште барем 60-70 години живот и инволвирајте слободно добри навики за некои други бенефити повитални вас и подобар квалитет на живот, а од друга страна оние кои што ја слушате оваа тема и го немате повеќе од 20 години или можеби сте родители на деца кои што немаат повеќе од 20 години, сватете го ова како сериозно и вметнете ги и пробајте ги овие работи, иако пак ќе речем јас не можам да ви ветам или да ви кажам дека ќе се случат неверојатни промени. На крај пак генетика. Така да дечки, за оваа тема имам толку да зборувам. Ми беше чисто, јас добив интересна информација и дојдов до една ваква статија и видео кој што сакав да го споделам и затоа го споделив. Тука нека да завршувам оваа тема. Јас се одјавувам, ви посакувам здрави животни навики, ви посакувам убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!